Одиме сега со нашата утринска тема. И тоа споменавме дека е актуелна заради извештајот, односно статистиките кои што АЕК ги објави изминатиот период, па можеме да ги прочитаме на порталите генерално како информација, статистика, па сакавме малку и да подпрашаме, како и секогаш. Еве во Македонија бројот на мобилни преплатници во 2023 е намален за околу 12.000 во однос за 2022. Додека другите два сегменти од електронските комуникации растела, покажува овој извештај за кој што ќе зборуваме денеска, се зголемил бројот на фиксни линии, тоа сакавме да го подпрашаме на што се должи сето тоа во време дигитално мобилно, како и бројот на корисници на ТВ услуги, ова не чуди. Во секој случај кога се работи за АЕК, господин Борчарсов секогаш се одзива на поканата во утринската. Благодарам и навистина се интересни пред се разговорите и информација плюс за нашите граѓани. А за нив сме тука. Добро утро. Добро утро. Верувам, успеавте да го почнете денот како што треба. Да, малку ладно, малку сабајле, вака, ама добра е. Добра е, ќе почне добра. Да. Ви благодарам на поканата. Со задоволство. Би почнал од овие статистики, па ќе развиеме малку и разговор за тоа докаде е Македонија во овој телекомуникацијско развивање, дигитално и така натаму. Да се задржам првенствено од фиксните ќе почне. На што се должи зголемената претплата за фиксни броеви, кога нормално сите ние дома веќе многу ретко се користи фиксниот телефон? Фиксните линии се всушност приклучок на граѓаните односно пристап на граѓаните до вкупно телекомуникацијските услуги, во кои што спаѓа и телевизијата. Јасно. Тоа е всушност физичката линија и физичката линија мора да има соодветен број. Меѓутоа, доколку не се користат говорните фиксни услуги, тие не треба да се наплаќаат. Зголемениот број на така наречени фиксни линии или корисници, тоа се должи заради тоа што интернет услугите се зголемуваат всушност, односно интернет претплатниците се зголемуваат, па за да се овозможи фиксна интернет конекција или линија, потребно е да има соодветен број. А доколку вие не го користите бројот, вие нема ни да знаете кој ви е бројот. Еве јас дома да речеме не користам говорна фиксна услуга и не си го знам фиксниот број. А фиксниот број имам. А плаќате? Па не треба да се плаќа. Да, не треба да се плаќа. Јас не плаќам. Значи во сметката на мене не ми доаѓа дека се плаќа за фиксни говорни услуги затоа што не се прават. Да, не се реализира. Не се реализира, значи не работа. А како претплата на символична за фиксен телефон? Па не треба да има. Не треба да има. Тоа сакам да потенцираме, значи според АЕК не треба да има. Значи го плаќате она што го користите. Ако користите телевизиски услуги, плаќате телевизиски услуги. Ако користите интернет услуги, плаќате интернет услуги. Ако сето тоа у пакет го плаќате, го користите, го плаќате. Истото важи, сега гледаме дека операторите ги прават соодветни пакети, каде што фиксните ги соединуваат со мобилните услуги. Тоа сакав да прашам. Како еден вид на пакет кој што вие го плаќате она што го добивате. Значи плаќате за интернет домашен, односно фиксен интернет, телевизија која што ја користите во одреден пакет на содржини кои што се гледат или канали кои што се гледат и во тоа доаѓа и мобилните услуги кои што ги користите. Фиксната услуга како говорна услуга, како комуникација по фиксна линија не треба да се плаќа и не треба, ако не ја користите, не треба да се плаќа. Но операторите во оние мали букви ќе речат дека заради линијата, односно услугата друга е потребна оваа линија. Секогаш говориме да се гледаат и тие ситни букви. Намерно ги спомнав, да, ситните букви, ако треба и со поголеми наочари да гледаме, заради тоа што тие ситни букви може да ни донесат подоцна соодветни несакани проблеми или изненадувања. Сега, ако не ги користиме тие фиксни говорни услуги, а е ставено во одредена сума на средства да се платат, тогаш треба да се реагира од страна на граѓаните да тоа не се случува. Но да не сватат погрешно. Ако вие сте потпишале договор каде што во тој пакет
Има и фиксен телефон со претплата одредена за да го добиете тој пакет, во тој случај се плаќаат. Да, ама ќе плаќате тогаш само таксата која што е, да речеме, 100 денари. Нешто денари, да. Да, а оној разговор кој што ќе го правите во дел на импулси, тие може да го ставите на најниско за да не може да... Јас се насочив и на претплатата, нели, претплата за нешто што не користам, а не можеш да го одвоиш. Да, значи никаде во светот не се плаќа. А тоа овде ако сега треба да се реагира. Значи ние во денешно време гледате дека е малку тешко да избегнете некои такви замки, треба да отворите очи што велат повозрастните. Буквално да отворите очи затоа што се тоа е во ситно. Да, 16 очи треба да отворите за да тие ситни букви не се провлечат низ вашата услуга која што треба да ја добиете и за која што треба да платите соодветно. Јасно. Да, ТВ услугите не ни чуди, нели, корисниците на ТВ услугите веќе сите се префрлуваат на дигитална услуга, дигитални се и нашите телевизии, така што тоа не е чудно дека бројот се зголемува, нели, на корисници, но ајде да прокоментираме намалување на бројот во споредба со 2022 на мобилни линии и корисници. Барем според оваа статистика. Немаме некое објаснување, јас лично немам некое објаснување за тоа. Најверојатно е дека овие видови на услуги се навистина поскапени. Потоа имаме соодветно иселување на затоа што мобилната услуга ја користите, треба малку разлика да се прави, бидејќи ова што е во делот на фиксната телефонска или телекомуникацијска услуга, ја користиме сите семејно, дома. И затоа велиме корисници по домакинство. А мобилната услуга ја велиме дека е корисник, односно услуга по корисник. Значи тоа е по индивидуа. Мобилните услуги ги користиме по индивидуа. И сега ако ги броиме во на таков начин, ако ги броиме корисниците, бројките кажуваат дека е намалени се корисниците на мобилни услуги, бидејќи сведоци сме на тоа дека нашите граѓани се иселуваат од Македонија. Значи со оваа статистика стигаме и до оваа другата статистика. За жал, нели мораме да го споменеме тоа, дека обкружувањето ни е такво што доведува до ситуација, доведува до бројка да се намалуваат бројот на корисниците, а пропо муаветот дека имаме доста иселување на граѓани, и не само млади граѓани, него и останати секаков вид од секаква генерација на наши сограѓани, што е навистина жалостно. Жално е, така е. Сега ќе се задржам кога сме ке мобилните услуги, нели, и операторите, првенствено имплементацијата на 5G. Јас и вие пред година дена во ова студија зборувавме, нели, најавувавме согласно и рекламите на операторите за 5G. Докаде имплементацијата на 5G во Македонија стагнираме, полека, треба ли време, касниме? Па од се по нешто. Значи истото тоа што го зборев пред малку, состојбата во која што сме сега ги оневозможува операторите да инвестираат и да сето тоа оди напред. Не сакам да ги обвинам, тие се најмалку криви, затоа они сакаат сигурно да си ги прошират своите капацитети, своите техничко-технолошки услуги кои што ги даваат на граѓаните. Меѓутоа, состојбата е таква каква што е и они мора да се сноѓаат и за да може да дадат на корисниците соодветни квалитетни услуги. Ние, значи, како регулатор, не можеме овде ништо да влијаеме, ја следиме состојбата каква е и ги анализираме бројките, нема друго што да правиме. Друго што се јавува е има одредени законски пречки за изградба на самата мрежа, затоа што има пречки во самиот закон за градење, каде што операторите навистина се соочуваат со сериозни пречки, а
да се реагира, ние не можеме да реагираме, треба матична институција која што треба да биде задолжена за тоа да направи одредени измени. Ние дадовме соодветни сугестии за измени на Законот за градење со цел да се олесни начинот на изградба не само во делот на 5G, дури во делот и на 4G, во делот на фиксната телефонија, фиксната мрежа, затоа што за да добиете вие и мобилни услуги, мобилна мрежа, треба да имате фиксна инфраструктура. За да може една базна станица да работи, треба да има до нејзе соодветно напојување, соодветна комуникација меѓу самите базни станици. Тие не комуницираат само преку бежично, тие мора да имаат и соодветно жична комуникација, жично поврзување, што се вели, и од тој аспект гледано, еве, можам да кажам, во најлоша состојбата, нели, ситуацијата е таква да стоиме во место. А едно време имавме добар залет. Добар залет, точно. Првите земји, точно е, а и во светот да, сега сме, нели, пак во она друштво на Балканот што го зборуваме, Хрватска и Словенија се далеку напред пред нас. Ние стоиме, што се вели, во место. Одредени држави на Балканот не поминаа во овој сегмент и се надевам дека во блиска иднина ќе биде подобро. Добро, ние сме во отворен Балкан, така да. Уште стои моментот сме, она што, нели, барем фала му на Богу, од пред некоја година функционира, односно роамингот, нели, во склоп на договорот со отворен Балкан и олеснување за граѓаните кои што ќе патуваат, нели, околу. Добро, она што исто така ме интересира и онаму каде што стагнираме се операторите. Ние генерално имаме два оператори, овие другите се, како ги нарекувате? Тие се, значи имаме два мрежни оператори и 4 виртуелни оператори. Виртуелните оператори се оние оператори кои што ја користат мрежата на... Значи плаќаат закуп на... Да, точно. На овие два. И тука исто морам да споменам дека за жал сме една од ретките држави во Европа кои што има два мрежни оператори, односно имаме дуопол кој што не е добро за давањето на услуги во делот на тоа што корисниците секако дека плаќаат поскапи услуги. Да, нема конкуренција, нема соодветна конкуренција. Ние сме во рамките на Косово, Албанија. Можам да кажам дека Фарските острови има 3 мрежни оператори, потоа Малта има 3 мрежни оператори, Луксембург, значи има држави кои што се помали, Словенија има држави кои што се помали од Македонија или исто како Македонија. За жал имаат 3, односно за нивна среќа имаат 3 мрежни оператори, а ние имаме 2, од кои што се надевам дека во иднина ќе може да се создадат услови за да дојде и трет конкуренција. Точно. Фреквенции има можност да се додели некој кој што би инвестирал. Така е, и да се создаде клима за да може да се инвестира. Капацитетите државата ги има, само треба да се овозможи на инвеститорот да може да му се дадат соодветни услови, да може како секоја инвестиција која што треба да дојде, нели, да може да користи соодветни бенефиции за да може да изгради нешто. До сега такво нешто нема на повидок. Да се надеваме дека ќе дојде тоа, ние да остане да се надеваме. Добро, следна прилика не чепнавме, а немаме време и за интернет услугите малку повеќе и за ТВ услугите, нели, регулативата околу тие авторски права и се тоа што вие следите, нели, како Агенција за електронски комуникации, но еве ќе оставиме, нели, можност за брзо време пак да се видиме во ова студио. Ви благодарам. Секако ви благодарам и на вас.